За денес ја сакам да го прочитам текстот на кој ќе зборувам. Се наоѓа во Евангелието според Јован, 8 глава 31 до 44. Слушате внимателно. Малце онака, текстот е таков како што едноставно тешко можеби ќе разбереме во кој контекст се наоѓа, зашто се пишува, но ќе го прочитам и после ќе го образложиме. Вели вака, Јован 8:37 до 44. Тогаш Исус им говореше на јудејците што беа поверувале во Него. Ако вие останете во моето слово, на вистина ќе бидете мои ученици и ќе запознаете вистината и вистината ќе ве ослободи. Ова сте го слушнале сигурно сега, повеќе пати. Му одговори и рекоа, ние сме семе Аврамово и никогаш никому не сме робувале, а како ти велиш ќе бидете слободни? Исус им одговори, вистина, вистина ви велам, секој што прави грев, роб му е на гревот, а робот не останува вечно дома, синот останува вечно. И ако синот ве ослободи, на вистина ќе бидете слободни. Знам дека сте семе Авраамово, но сакате да ме убиете, зашто словото мое не може да се смести во вас. Јас го кажувам она што сум го видел кај мојот отец, а вие го правите она што сте го виделе кај вашиот татко. Му одговори и рекоа, наш татко е Авраам. Исус им рече, ако бевте чеда Авраамови, вие ќе ги вршевте делата Авраамови. А сега сакате да му убиете мене, човекот кој ви ја кажува вистината што ја чу од Бога. Авраам така не правеше. Вие ги вршите дела на својот татко. А тие му река, ние не сме родени од блудство. Еден отец има, Бог. Но Исус им рече, ако Бог беше ваш отец, тогаш ќе ме сакавте мене, бидејќи јас сум излегол и доаѓам од Бога. Зошто не дојдов само од себе, туку тој ме прати? Зошто не ги разбирате моите зборови? Затоа што не можете да ги слушате поуките мои. Вашиот татко е ѓаволот и вие сакате да ги исполнувате желбите на својот татко. Тој е човекоубиец од почетокот и не стои во вистина, зашто во него нема вистина. Кога зборува лага, говори од себе зашто е лажливец и татко на лагата. Амин. Ајде се помолиме. Татко наш небесен, потребни ни се Твоите зборови, Боже мој, да не просветлат, да знаеме кај се наоѓаме и на каде треба да одиме, Боже мој, и кои да бидеме. Естествено, Господе, прослави се преку тоа што ќе не преобразиш, Боже мој, да станеме послични на Твојот Син Исус Христос. Амен. Ова е малце чуден текст, ако се согласите со мене. Затоа што има многу нејасноти. Нешто чеда на Авраам, татко име ѓаволот и нешто, кога ќе окажам зборот ѓавол, во денешно време не знам како го разбирате тоа. Има повеќе теории зошто воопшто зборуваме за ѓавол денеска. И искам да ви кажам вака, кога го праќав информациите за дизајн на Ребека, кога го добив дизајн, не знам дали сте го виделе на флаер, на билтенот го имате. Главната тема, насловот е со помали букви ослободен од лагите, така? А поголемите букви се ѓаволот. Ја мислев обратно да бидам, мислам дека добро испадна така. Можеби тоа не е некоја тема на која сака да слуша некоја проповед. Ѓаволот. Ние сме генерација која сака да бидеме издигнати малце, то lift up, така? Да бидеме охрабрени, да се отидеме од тука малце вака исполнети, да не се сега доволни се лоши вести што ги слушаме на Facebook. Ако пуштиме на дневник, немам гледано не знам колку години веќе, ама ако пуштиме на дневник, све се црни вести, тоа. Доаѓаме од црква да се освежиме, да се оснажиме и се отидеме дома, а сега за ѓавол треба да збориме. Јас бев охрабрен од една книга што ја читав пред неколку месеци. Ова Џон Марк Кумер, познат пастор и проповедник. И неговата книга се вика Live No Lies. Јас го преведов тоа како ослободен од лагите. Голем дел од тоа што ќе го проповедам во следните 3 недели ќе се базира токму на тие поуки што ги сретнав таму, што мисля дека се многу релевантни за нас денес. Би сакал, ако можев, да го поканам него, тој да не испроповеда проповедата тука, но ќе мора јас да се потрудам да видам што тој напиша, што сега да кажем, да го контекстуализирам. И тоа што јас сум научил, тоа сакам да ви го пренесам и на вас. Пред да продолжам да зборувам за ѓаволот, ќе мора да констатираме први една многу важна работа. Многу важна работа. Кога размислуваме за тоа во каков свет живееме,
ние мора да ја увидиме реалноста дека ние се наоѓаме насред на војна зона. Не зборувам за војна зона како некаде во Украина, Русија сега кај што е популарно, туку за една друга војна зона. Војна зона која се наоѓа внатре во нас. Војна внатре во нас. Тоа може би тешко можеме да го признаеме. Но размислете зошто толку тешко ни паѓа да живееме во мир, во љубов, во заедништво. Понекогаш тие се најтешките работи во животот. Да живееш во заедништво со некого. Да живееш во искрена љубов. Едноставно има една огромна војна внатре во нас. Тоа се обично работи кои секој човек ги посакува. Треба човек да е психопат, да каже јас сакам да сум сам и да сум скаран со сите. Баш ми е гајле за сите. Мене ми е најважно. Знаме дека тоа не е некоја вредност која величаме. Себичноста. Себичноста од секогаш била отфрлена. Но продолжуваме уште повеќе да бидеме фрагментирани, раздвоени, раскарани. Колку повеќе сакаме да живееме во праведно општество, толку повеќе катастрофални неправди слушаме или селективни правди слушаме околу нас. И не мора да одиме далеко сега да кажеме Македонија е таква или светот е таков. Доволно е да погледнеме внатре во нашето срце. Мисли, па и намери со кои ги правиме работите. Колку пати си сакав да донесеш права одлука, правилна одлука, за на крај да попуштиш под некаков внатрешен притисок кој се случува внатре во тебе, да попуштиш, да ја фатиш таа линија на посла потпор. Тоа секогаш кај нас се случува, да не го изодиш патот до крај, да не го направиш нештото како што треба, само да ја фатиш таа линија на посла потпор. И константно го чувствуваме тој притисок внатре во нас да одиме по тој пат. Да не ги правиме работите како што треба. Едноставно линијата на посла отпор. Едноставно го чувствуваш тој притисок. Посебно кога никој не те гледа. Тоа е најлесно. Реалноста е дека ние се наоѓаме во една војна зона. Дали ние тоа ќе го разбереме на тој начин или не. Внатрешно војно поле кој има далеко сежни надворешни импликации. Тоа што се случува внатре, каде што никој не го гледа, никој не го прати, ти го знаеш, тоа има неверојатни импликации за надвор, како се манифестираат работите. Според Библијата, библискиот текст, постојат три непријатели на човекот, три непријатели на човековата душа. Прво, ѓаволот, второ, телото и трет непријател е светот. За трите теми ќе зборуваме следните 3 недели. Денеска сакам да зборувам за ѓаволот. Денес живееме во ера во која ѓаволот можеби било какво действување на злото се припишуваат на идеи кои се како остатоци од пред модернизмот. Ѓаволот е можеби како некоја фигура која е остаток од некакви културолошки празноверија. Ние сме генерација која прифатила филозофија на релативност, значи се е релативно. Доброто е релативно, злото е релативно, само во таква 21 век така живееме. Не постои црно-бел свет, па дури и доброто и злото веќе не се тоа што беа. Порано се знаеше кој е устилот песните за партизаните, германците беа многу јасни кои се добрите, кои се лошите. Веќе и тоа не може да го гледаме така, едноставно светот веќе не е црно-бел. Во 4 век, еден црковен отец по име Евагри Понски, чија книга и ние имаме преведено на македонски од Метаноја, е познат молител или пустински отец, кој многу пишува за духовните битки. Кога кажам духовна битка, не знам што мислите. Може би сте гледали некои хорор филмови, каде што има надприродни појави, паранормални активности или што и да е. Кога зборува Евагри Понски за духовните битки, тој зборува за нешто многу друго. Духовните битки, тој ги сведува на нешто кое се вика логисмои. Не знам дали се слушнале за логисмои. Или преведено, тој грчки збор, преведено на нашки значи мисли или мисловни шеми. Може би тоа сега ви звучи малце попознато. Мисловни шеми, онака како ви работи процесот на размислување. Мисловни шаблони, како размислуваме во одредени ситуации. Или на некој начин тоа се викат и внатрешни наративи, внатрешни
упоришта на верата, внатрешни убедувања кои ние ги имаме. Тој смета дека таму се наоѓаат најголемите духовни битки во човекот. Внатре. Ништо од тие нешта не се само обични мисли кои може да се занемарат. Тие некои внатрешни мисли кои проаѓаат си кажат, добре, сите тоа го мислат така натаму. Обично тие внатрешни мисли и упоришта мораме да признаеме понекогаш дури имаат како некаква волја, како некој извршуваат дури како некаков притисок. Кога нешто сакаш да кажеш, а знаеш дека не треба да кажеш, чувствуваш притисок дека мораш тоа да го кажеш, ако не ќе пукнеш. Тоа не е само мисла. Тоа некој начин те бутка да скокнеш од провалијата. Тоа е многу повеќе од една мисла да му да ја пуштиш така да помине. Некои од мисли се така некој начин вооружени што едноставно ти носат еден притисок да действуваш на одреден начин. Исус вели вака: ќе познаете вистината и вистината ќе го ослободи. Ќе нас ослободи од што? Ова изјава се наоѓа во еден контекст во кој Исус им вели на слушателите дека само ако ги држат неговите поуки, само тогаш ќе бидат ослободени. Ослободени од кого? Ѓаволот. Исус вели ѓаволот. Ѓаволот во Библијата може да го сретнеме на повеќе начини. Го вика Сотона, злиот, искушител, уништувач, измамник, старата змија. Интересно е дека многу од тие работи тие имиња се како едни описни имиња, нема име. Тие се како описни имиња кои Исус ми ги дава на ѓаволот, и ако сте го гледале Хари Потер, тој е оној кој не смее да се именува. Не смее да има име, едноставно тука е присутен, неговото действување е реално, силата е реална, но не заслужува ни име. Не заслужува ни да биде именуван. Што знаеме за ѓаволот од библискиот текст? Прва работа и веројатно најважната работа, тој е создание. Знаете, во целата природа, во се што постои, нештата се делат на две категории: на создател и создание. Создател е оној кој создава, и тој е од друга природа, од друга категорија он. Не може да кога зборуваме за Бог и кога зборуваме за светот, мора да разбереме дека зборуваме за две различни категории. Бог е создателот, он е почетникот на се, он е вечниот, он е од секојаш и за секојаш оди. Созданието, од друга страна, е создание кое е создадено, има свој почеток. Според библиската наратива е создадено со намера, со умисла, со цел тоа што е создадено. Не е како другите религии кои веруваат дека е целото создание, космосот, човекот, се е некаква грешка. Не, кога Исус, кога Бог создава, тој создава со цел, со намера. Прва важна работа е дека ѓаволот спаѓа во таа категорија. Тој е создадение. Тој не е некоја контратежа на Бог, као некој добро и зло и кој цела вечност си прават една контратежа и после таа некоја вечна битка помеѓу доброто и злото. Тоа не е така. Бог постои вечно, ѓаволот е создание, има свој почеток. Има свој крај. Според некои библиски наративи, тој имал некаква улога во созданието, во процесот на духовно оформување на човекот. Нешто како за некакво тестирање. Тестирање не во форма на искушение, тоа доаѓа малце подоцна, туку тестирање во форма на како, например, учител кога те тестира, за да можеш да бидеш подобар. За едно такво тестирање. Тоа може да го видиме во приказната на Јов, го видиме дека он е како наративот на Јов е прикажан како Бог со својот некаков извршен тим, во кој на некој начин тој ги гради своите деца на земјата. Но нормално гледаме дека својата функција таму ѓаволот ја злоупотребува. Трета работа е, и тоа очигледна, тој води некаква побуна против Бог. И излегува од улогата која приморно му е дадена. Целта која има е земјата да подлегне под негово владење. Таа побуна се проширила низ целото создание, па и помеѓу луѓето. Друга важна работа е дека Исус дојде за да ги уништи делата на ѓаволот. Тој тоа го направи преку поучување, екзорцизми, исцеленија и најважно преку смртта и воскресението, кои беа последните опоришта на ѓаволот.
Ако постоја некои битки и кажеме тука се случуваше клучната битка, ако гледаме Втората светска војна, сега тоа можеби кај нас не е многу популарно, пошто кај нас зборим за Сремски фронт и слично, ама Втората онака глобална битка која била многу важна битка, ја викаат на Нормандија, the D-Day, така го викаат тој ден, каде што загубата на Германија во тој момент значи почеток на крајот. Се уште силите, руските и другите сили немаат отидено во Берлин, но тоа е пресвртница во војната. Од прилика, тоа го представува смртта и воскресението на Исус Христос. Воскресението беше, како што кажав, почетокот на крајот. Иако поразот е неизбежен, сепак се уште има поле кое се уште треба да се освои. Една многу важна работа која ние треба да ја знаеме, Христовите следбеници, Христовите Божите деца, тие што веруваат во Исус, иако живеат во Христовата победа, не се имуни на нападите на ѓаволот. Ѓаволот сега е ранет лав кој ќе умре, но тој се уште се обидува да распарчи, да уништи колку што е можно повеќе. И сега е најопасен. Најопасен. Нема стратегија. Импулсивно уништува се што може. Тоа што е важно да го разбереме дека ѓаволот не е мит, тој не е некое празноверие и дефинитивно не е некој црвен хуманоиден лик со опаши рогови, кој што гледаме во македонските народни приказни. Тоа е нематеријално, но многу интелигентно битие кој делува во светот со повеќе мок и влијание од било кое друго создание. Тоа мора да го разбереме. Тоа е злото позади сето зло и страдање во светот. Позади сето зло. Според Исус, злото не е резултат како што модерните секуларни теории го дефинираат тоа како недостаток на едукација. Ако има повеќе едукација, ќе има помалку зло. Мислам дека во Втората светска војна Германија беше најинтелигентното општество кое постоеше. Најнапредното општество кое постоеше. Не беше поштедено од злото. Злото не е, како што модерните секуларни теории кажуваат, неадекватна или не еднаква распределба на богатството. Тоа говориме, ако сите сме еднакво богати, се ќе биде супер. Па не сум сигурен баш за таа работа. Или некоја токсична религиска идеологија. Единствениот начин да го разбереме злото и сите последици кои доаѓаат од него, глобални неправди, економски ескалации, човечки уништувања, па и некои наши зла, некои наши лични зла, кои како нашата немоќ да го сопреме нашето самоуништување, како прекомерното пиење за некој тоа, не може да задржиме некои од зборовите кои носат раздор, сериозни кавги, разидувања. Важно е да се разбере дека позади сите тие нешта постои сила која додава на огнот постојано. Не мора да одиме далеку, можеме само да погледнеме во нашето срце, во нашите односи, во некои недавнешни ситуации кои сме ги имале. Од никаде може да се ескалација во некој однос и не знаеш од каде дошло тоа. Значи, прво што сакам да го научиме сега во оваа тема е дека ѓаволот постои. Точка број 1. Ѓаволот постои. Второ, неговата цел е да се е смрт. Ако Бог е создателот и животот, тогаш ѓаволот се е смрт. Тој е, како што Исус вели, човекоубиец од самиот почеток. Понекогаш следењето на Исус изгледа како да си во војна. Понекогаш имаш чувство како од некој разговор или ситуација, како да се враќаш од некаква битка. Имаш таков терет понекогаш. Па затоа што јас верувам дека всушност е битка понекогаш. Таа опозиција чувствуваме на секој ниво. Имаме спротивставени желби во нас. Спротивставени во смисла на љубов или похота, искреноста или преправањето, самоконтролата или самозадоволството. Честопати така на некој начин се манифестираат тие спротивставени желби во нас. Наместо љубов ние се предаваме на похота, искреност или преправање, што ни е полесно во одреден момент.
Нема неутрална зона, тоа мораме да го разбереме. Тоа е многу важна работа. Нема златна средина, нема неутрална зона. Нема Швајцарија во духовниот свет. Не постои таква работа. Мислам дека и во реалниот нема. Мај да бидеме реални, во духовниот нема никако. Како што вели К.С. Луис, познат писател, во секој аспект, оному каде што Бог полага право врз нешто, врз истото нешто, ѓаволот сака да го положи своето право. Битката е реална во секој аспект. Трето, што мораме да го разбереме е како ѓаволот се бори. Како тој се бори во овој свет. Како на некој начин тој нанесува штета. Прва и најважна работа е преку лагите. Преку лагите. Тој е таткото на лагата. Нашата најважна битка е да ја веруваме вистината. И понекогаш тоа е најтешката работа во светот да се направи. Да се дознае вистината, да се опстои во вистината, да се биде во вистината, да се комуницира вистината. Од најмали нозе. На децата често пати тешко е да им се каже вистината. Полесно ќе биде да ги плаши со бабарога или полицајецот или не знам што. Една од моите најинтересни приказни беше кога еднаш се одев по патот, една мајка не можеше да го смири детево и детево клекна. И сега на струмички тоа многу нема да го кажам, пошто ќе се најажам. Ама детево клекнува и од чиста мира само зима камен и вика ќе голтнам камен. И така и се заканува на мајката, ќе голтнам камен. И ова почна на мајка, магаре едно, говедо, па ти прекини бе, пушти го тој камен. И јас од никаде доаѓам и мене ме вклучи во приказната. Еве го сега полицајецот тебе ќе те земе, не знам што, од кај сега ја човече. Полесно е да почнеме да ги лажеме децата за да ги воспитаме отколку да им ја кажеме вистината. И тоа се сведува во сите можни односи. Полесно е да се преправаш, полесно е да пребиваш во нешто невистинито, во нешто измислено, отколку да пребиваш во вистината. Вистината понекогаш боли. Тоа ќе биде нашата најголема битка. Но тогаш да дојдеме повторно до прашањето, која е вистината? Тоа е едно прашање кое одекнува во историјата и мене е тоа многу онака маркантен момент кога Пилат го прашува Исус онака со едно реторичко, подири онака саркастично прашање, која е вистината? Мисля, ти знаеш кој сум јас. Која е вистината? Навистина, која е вистината? Би сега да зборувам за вистината за лагите. Вистината е, има една интересна дефиниција, она на која ќе налеташ кога не си во право. Вистината е она на која ќе налеташ кога не си во право. Например, што ако кажеш, јас можам да летам и скокнеш 5 испред. Вистината е она што следи и на која ќе налеташ после 2 секунди. Сваќаш дека не можеш да леташ. Тоа е тоа. Нештото кое го именуваме како лага е она кое не кореспондира со вистината, со реалноста. Значи, вистината е реалност, лагата е нереалност, нешто што не постои. Тоа што мораме да го разбереме како функционираме ние како човечки битија е многу важно затоа што ќе ни помогне да можеме да ја разликуваме вистината од лагата и ќе разбереме зошто толку лесно не можеме да сме убедени од лага. Како функционираме ние? Сите ни живееме според она што психолозите го нарекуваат ментални мапи на реалноста. Ментални мапи на реалноста. Тоа се некои смерници кои ни помагаат да го наведуваме и управуваме животот. Што значи тоа? Например, кога ќе помислам јас дома, седам во фотелјата кај нас дома и кога ќе помислам треба да одам во црква на работа. Јас веднаш во главата имам ментална мапа како да стигнам таму. Знам дека излегувам од вратата кај нас дома, по лифтот од 5 до -1 одам, таму е колата, ја палам колата. Ако комшијата излезе пред нас, значи пошто така ми е паркинот, ќе си слезам право и ќе излезам. Ако не, ќе треба да се вратам назад по друга и тоа веќе го знам јас. Кога ќе излезам од гаражата, вртам лево, на семафорите поставувам со повторно лево, на овие семафори повторно лево, пак лево и јас сум кај црквата. Имам таму ментална мапа. Тоа во моментот не се случува, но јас го имам овде во главата. Тоа е ментална мапа која мене ми помага јас да се насочам да стигнам до мојата дестинација. Од прилика на сличен начин, ние го управуваме нашиот живот
преку ментални смерници или менталните мапи на реалноста. Тоа се нашите, како што Далас Вилард ги нарекува, нашите предпоставки за реалноста. Она што ние го веруваме дека е реалност, она што ние го веруваме дека е вистина. Ние имаме предпоставки за реалноста во врска со сите наши аспекти од животот. Имаме предпоставки за реалноста по прашање на односите, по прашање на парите, по прашање на сексот, работата, соживотот. За сите тие работи ние имаме ментални предпоставки за реалноста, какви треба да бидат, како се оформуваат. И сите тие предпоставки нас ни помагаат да ги водиме сите наши односи со животот, да ги управуваме парите, да се управуваме во животот и да одиме таму каде што сметаме дека треба да одиме. Сите тие се нашите предпоставки на реалноста. Тие предпоставки за реалност, знаете ли што се всушност? Тие се идеи. Идејата е страшна работа. Не знам дали сте го гледале филмот Inception со Леонардо Ди Каприо, кога всушност тоа е нова терористичка организација која влегува во сонништата на луѓето и таму ми става идеи и преку тие идеи тие луѓе прават дела кои не намеравале, ама едноставно тука е идејата, им садат идеја која подоцна тие ја извршуваат. Тоа е филм сега, нема таква терористичка организација. Но сите тие идеи се мухни работи кои на некој начин ја обликуваат нашата реалност. Например, идејата за среќа. Што значи си среќен? Тоа е идеја. Така. Јас верувам дека секој од нас различно ќе го образложи тоа што значи да се биде среќен. Идејата за човековите права, тоа е идеја. Од кај доаѓа тоа? Мислам дека е наследно? Па не е наследно, тоа е реално прилично нова идеја во човечката историја за човекови права. Еднаквоста, човечноста, слободата, сите тие се идеи. Сите тие се идеи кои имаат далекосежни влијанија за тоа како ние го живееме животот. Вистински креираат ментални мапи преку кои го насочуваме нашиот живот. Тоа се ментални мапи. Ние сме неверојатни битија како луѓе, кои имаат една многу важна особина која се вика имагинација. Всушност, можеме да замислиме идеи кои не постојат. Со фани тоа го правиме муабет, не знам зашто правихме муабет, за кој јадење беше, за кафето. Кој е првиот во историјата кој му текнало тоа зрнце да го свари и се напие кафе? Тоа е многу интересна идеја. Имало некој поединец или група, или не знам како се раѓа тоа, но тоа е имагинација. Што ќе се случи ако тоа го направам и го откријам кафето? Кај доаѓаат работите? Се чудевме исто за maple сируп, не знам дали сте јаворов сируп. Тоа да кажеме, се врие од 20 или од 40 литри станува само 1 литра и само така можеш да имаш maple сируп. И нашето прашање беше кој му текнало да стави во тие јавори онака дупче, да истече тој сок, па да го вријат не знам колку време, па да направат maple сируп. Не знаеме како, кој дошол до таа работа. Тоа е неверојатна особина која имаме како човечки битија, имагинацијата да замислуваме нешта кои се уште не постојат. Но нашиот капацитет за да замислуваме нешта кои не постојат, иако е наша силна страна, нешто кое веројатно во многу нешта не двои од животните, не изложуваат и на опасност да веруваме во нештата кои се уште не се реални, или полошо, да веруваме во нешта кои не постојат, а се лажни. Тоа е нашата, може да биде нашата Ахилова пета. Нашата најака страна, која ќе се преврти наопаку, станува наша најголем проблем. Првиот греф која се случува и која ѓаволот и пристапува на Ева. Тој не и пристапува со застава, пиштол и здравоте не знам каде од Македонија или со калашников. Тој и пристапува со идеја. Така и пристапува ѓаволот на Ева. Што ако? Поточнија, тој и пристапи на Ева со лага, со сомнеш. И тука лежи најголемата опасност. Не се работи толку за тоа дека ние кажуваме лаги, иако тоа е страшен проблем. Во нашиот дом, со нашите деца, во нашето воспитување, тоа е, да кажеме, најсмртниот греф е тоа. Лагата е најсмртниот греф.
Затоа што лагата уништува односи и расипува се. И најголемиот проблем не е тоа што ние изустуваме лаги, затоа што ние цел живот веројатно ќе изустуваме лаги за кои ќе треба да се каеме. Најголемиот проблем е дека ние ги живееме тие лаги. Лагата која е спроведена во животот и која ја живееш станува најголемиот проблем. Што ако веруваш, например, дека си одбивен, дека не можеш да бидеш сакан? Без разлика каде ќе ја собереш таа идеја, таа претпоставка за себе, дали во твојот живот во некој рано детство, например некој однос со некој партнер, некој скршен однос кој си убил, дали во школото тоа ќе го собереш дека си одбивен, не можеш да бидеш сакан. Ти дозволуваш таа лага да навлезе длабоко во твоите мисли и на некој начин ја обликува твојата невробиологија. Ти почнеш така да размислуваш, мозокот така ти се развива. И на тој начин дозволуваш таа лага да го обликува и твоето однесување. Дозволуваш да те третираат на лош начин, почнуваш ти другите да ги третираш на лош начин и навистина стануваш личност која не може да биде сакана. Лагата станува твоја реалност. И на некој начин ти се оттугиваш од односите по кои длабоко во себе копнеш во животот. Затоа што си ја поверувал таа лага за себе. Една важна работа која морам да ја кажам сега овде е дека како и сите останати рани во душата кои ги носиме, така и таа може да бидат исцелени преку однос исполнет со љубов и исполнет со вистина. Идеално љубов и однос со Бог и Божјата вистина. Идеите и зборовите, кога тие се лаги, тие стануваат наоружани идеи со неверојатен потенцијал за уништување. Денес живееме во свет на идеолошки тирани и колонизации. Знаете, една од најголемите борби сега која се води е таа сајбер војна, што викаат, таа некоја интернет војна, која внатре, што ние не гледаме тоа, ама за информациите, од кај доаѓаат информациите, кој е изворот, на кој начин се интерпретираат работиве, дали тоа е лошиот или е добриот, зависи кој ти кажува веста. Едни медиуми кажуваат дека е добриот, другите не се толку убедени, ти кажуваат дека е лошиот и така натаму. Едноставно таа станува сајбер војна во која не ги поштедува ни децата. Едноставно информацијата станува неверојатно оружје, идеите, зборовите стануваат неверојатно оружје. Лагите кои доаѓаат кон нас како превртливи и лажни идеи се примарниот метод на ѓаволот за поробување на луѓето поединечно, но и како цели заедници. Затоа Исус дојде и го вика како рабин, како учител. Исус беше учител. Учителот е оној кој ја кажува вистината. Во случајот на Исус тој е морален картограф, тој на некој начин ја покажува картата на правилното живење. Исус така се поставува. Учител кој ни дава ментални мапи на реалноста, која открива реалноста каква е всушност. Не лажата реалност, вистинската реалност. Кој си ти? Каков е светот? Кој е Бог? Што е животот? Според таа мапа како ние да го управуваме животот. Кога Исус вели ќе ја спознаете вистината и вистината ќе ве ослободи, тој всушност ја открива реалноста дека ние сме поробени од лагите. Кога кажува ќе ја спознаете вистината и вистината ќе ве ослободи, тој кажува уште една друга скриена изјавата, дека ние всушност сме поробени од лагите. Тоа го изјавува со таа реченица. Ние сме поробени од тиранијата на лажните идеи за реалноста. Исус се спротивстава на таа тиранија преку оружјето на вистината. Лагите кои ѓаволот ги користи, честопати се во форма на дезинформација. Тоа е еден термин кој е излезен од војната помеѓу Америка и Русија. Дезинформација. Едни на други си праќаат лажни вести во кои отприлика 90% е вистина, 5% не е вистина. Или не целосна вистина. Се со цел да го на некој начин да оптеретат заедницата, да се исцрпи силата на заедницата за да не живее во мир. Кои се дезинформациите со кои се соочуваме ние денес? Со какви лаги нас не напад ѓаволот денес? Секоја генерација ѓаволот е многу паметен и моќен и во некој аспект е креативен,
Но некој начинот на кој тоа го прави, затоа што тоа е неговата природа, тој се тоа го прави на еден начин, преку лагите. Ако тоа го знаеш, ќе можеш полесно да ги откриваш тие лаги кои ѓаволот ги кажува. Еден познат социолог, Дейвид Фостер Волас, го велел, тој човек се самоубил, но пред да се самоубие, кажа една многу интересна анализа на 20 век. Вели вака: ние го наследуваме како последица од филозофијата од 20 век и денес го живееме, тоа што го живееме е како сарказам, цинизам, сомнеш во било каков авторитет, сомнеш за било какво примерно поведение. Тоа не постои сега. Нема тука некој дрес-код, нема некој, едноставно, whatever. Правиме што сакаме. Иронија наследуваме. И некаква летаргичност во животот, без било каква надеж или напор за некакво откупување. Го немаме тоа во нас веќе као генерација да кажеме дај да ги подобриме нештото. Нештото може да биде откупено. Може да биде добро. Ние наследуваме цинизам, сарказам. Таквиот поглед толку многу е присутен што ние веќе него ни приметуваме. Ние всушност го живееме. Тоа станува нашиот јазик, тоа станува нашата култура. Постмодерната иронија стана нашето обкружување, стана нашата реалност. А како тоа изгледа? Може малце филозофски звучи што, може би не толку, не знам. Пример, тоа звучи вака. Не можам да ја верувам на жена ми. Таа ќе ме вара и ќе ме остави како што мајка ми го вараше татко ми. Тоа прилика така звучи некаде. Или звучи: добри работи мене не ми се случуваат, зошто воопшто се трудам. Тоа така звучи. Или не можам ништо да кажам, а да не ги растревожам или изнервирам луѓето. Што е да кажам, сите се нервираат на мене. Така не е зборам. Што сака да го правам. Или лагата како на моите најдобри денови се позади мене. Тоа е. Ми помина животот. Или ако некој всушност вистински ме познаваше, ќе ме отфрляше веднаш. Дезинформација. Тоа е дезинформација. Ти се дезинформации кои ние ги веруваме за нас. За вистината вистински да не ослободи. Вистината не се наметнува. Вистината мораш да ја одбереш. Од друга страна, и злото, иако прави притисок, тоа повеќе искушува. Тоа не ја зема твојата контрола врз тебе и да прави лоши работи преку тебе. Тоа се наметнува многу силно, но искушува. Изборот кој јас ти го имаме е многу важен. Волјата која јас и ти имаме е многу важна. Како го насочуваме животот. Затоа многу важно е да разбереме кој е ѓаволот, кој е начинот кој тој го користи и како да се одбраниме. Да тука клучна ќе биде нашата волја. Ќе видиме како. Прво, како да се бориме против лагите на ѓаволот. Интересно е кога Евагрий Понски станал познат, тој човек устари во 4 век кога црквата станува државна и кога едноставно црквата го изгубила тој некој, како да кажам, таа некоја острина која имала до тогаш, едноставно се изрелативизираат работи, станува политичка фигура некаква. Многу христијани, илјадници христијани бегаат од градовите и одат во пустината затоа што сакаат да ја зачуваат својата вера. Еден од нив бил и Евагрий Понски. Бил познат, богат интелектуалец кој остава се и оди да живее во пустината. И како што тој вели, оди таму да се бори со ѓаволот. И кога станува тој познат духовник за кој многу луѓе сакаат да се информираат, сакаат да се посоветуваат и така натаму, од него бара да напише книга и поднасловот на книгата е Како да се бориш против демоните и нивните мисли. Многу интересен наслов. Како да се бориме против ѓаволот. И според негова практика тој ни дава некои совети. Прво, теорија, после практика. Теорија. Ке мора да се избегне погрешниот поглед на тоа дека знаењето е половина од работата, половина од победата. Ние себе си, благодарејќи на просветителството, се гледаме како рационални битија, разумски битија. И понекогаш тој наш елемент кој е вистински, го ставаме на повисоко скалило од колку што треба да биде.
Ние не сме само рационални битија, така ли? Ние сме и емотивни битија, и секакви битија. Но рацијата кај нас превладува толку многу и толку го веруваме тој, да кажеме, таа информација дека кога мислиме дека сме разбрале нешто, ние имаме некакво лажно чувство дека сме го и примениле тоа. Ние сме го разбрале тоа, готово, тој е дел од нас. Разбирањето на нештата често пати отприлика 10% од работа, ништо повеќе. За нешто кое ти си го разбрал да стане дел од тебе, потребно е макотрапна работа, на примена, на живот, на преобразба, за нештото кое си го разбрал тука, да стане вистински и суштински дел од тебе. Значи, ќе мораме, сега кога збориме за теорија, ќе мора да го избегнеме тој лажен, како да кажам, тоа лажно разбирање за нас дека ние, ако го разбереме тоа се што го зборам, дека сме го примениле. Не сме го примениле. Има пат кој треба да се изоди. Процесот за кој сакам да зборувам се вика духовно оформување. Сите ние се оформуваме постојано во секоја секунда од нашиот живот. Ние не сме постојани битја во смисла на формата кој ние сме суштински сме човечки битја. Но ние сме битја кои се менуваат, ние константно се формираме во секоја измината секунда од нашиот живот. Ние постојано постануваме некој. Намерно или ненамерно, свесно или несвесно, по избор или под влијание, сите ние сме во процесот да станеме некој. Ние стануваме константно некој. Тоа можеби ќе ни изненади понекогаш кога некој пријател што не сме го виделе 10 години, кога ќе го видиме и кажеме, ама се сменило овој. Истото важи и за вас. И за нас. Ние константно стануваме некој. Ние сме во константно оформување за тоа кој ние сме. Прашањето не е во тој случај дали јас станувам некој, туку прашањето е кој јас станувам во тој процес. Тоа е најважното прашање. Според зборовите на Исус, за наше вистинско оформување на нас се потребни, како што кажува на жената Самаријанка, дух и вистина. Тие кои вистински го живеат животот и вистински се на тој пат на таа преобразба потребни им се дух и вистина. Што тоа значи? Духот, според библиска дефиниција, е Божјото повластено присуство, Божјото вистинско присуство кое ние го чувствуваме помеѓу нас. Тоа е духот. Или со други зборови за нас ни е потребен односот со Бог. Потребен ни е односот со Бог преку Светиот Дух. Вистината, од друга страна, како што зборевме до сега, тоа е реалноста на нештата такви какви што се. За вистински да живееме, за вистински нашиот живот да доживее процес, потребни ни се духот и вистината, потребни ни се односите и реалноста во исто време. За да растеме во христоликоста и да се одбраниме од лагите на ѓаволот, потребен ни е како прво односот со Исус и неговото учење, неговите ментални мапи за да можеме да водиме и управуваме со живот. Од што да бегаме? Од спротивното на тоа кој Исус ни го века. Треба да бегаме од изолација и лага. Од изолација и нереалност. На тој начин работи ѓаволот. Тој изолира и лаже. Што се случи со Ева? Тој изолира, се правеше муавет со неја и ја излажа. Отстранувањето од заедницата и лажењето е веројатно како заклучок на речиси секој тежок пасторален разговор кој сум го имал во мојот живот. Кога човек ќе дојде, кога доживува некоја катастрофа, има неколку работи кои можам да ги видам. Тој можеби присуствувал тука, но ментално со срце тој се раздвоил од заедницата во која се наоѓа. Прво се раздвоил од единството со Бог, од односот со Бог и односите во заедницата, каде што заедницата треба да го држи одговорен за неговиот живот. Тој се одвоил, се изолирал и почнал да ги слуша лагите кои доаѓаат во неговиот живот. И обично, кога зборам со некој чија вера доживеала крах, чиј живот е на раб на некакво уништување, тие се некои показатели кои ги гледам во нечиј живот. Често пати тука е проблемот. Односот и вистината.
Сега збориме за праксата. Како да се заштитиме од тие лаи кои доаѓаат од ѓаволот, кои ни се пласираат на сите можни начини. Знаете, ние не сме изолирани. Според некои истражувања, нашава генерација поминува 4 до 6 часа на телефон, на екран. Тие информации доаѓаат во нас, сакале или не ќе. Како да се заштитиме? Според примерот на Исус, која прикажува најголемата духовна битка и најголемата победа против лагите на ѓаволот, Исус таа битка ја извојува во пустината, во тишината на молитвата, постот и сигурноста во Божите зборови и реалноста прикажана преку писмото. Ти се некои многу важни работи. Прво ќе зборам на кратко само за тивкото време. Како деца на 21 век, изложени на галамата во која се наоѓаме цело време, во тивкото место, во тивкото време гледаме одмор и релаксација. Не знам како доживувате тоа, ама ние кога ќе кажам тивко време, викам, дај да одморам малце. Исклучи све, отиди некаде во планина, на тишина да се одмориш. На тоа тивко време така не гледале духовните татковци пред нас, те го гледале малце поинако. Евагрий Понски ќе каже дека во тивкото време на молитвата не е паузата од борбата, туку тоа е полето на кое битката се добива или се губи. Тивкото време во молитва на кое навидом ние ќе се одмараме. Тоа е полето каде битката се добива или се губи. Хенри Ноуен, чии исто книги ги имаме тука, ќе каже вака: самотијата не е приватно терапевтско катче. Самотијата е фурната за преобразба. Без молитва во самотија ние остануваме жртви на нашето општество и остануваме испреплеткани во илузијата од лажното себство. Тивкото време во молитва мора да оди рака под рака со друга дисциплина која сега ќе ви ја кажам. Тоа е писмото. Борбата против лагите на ѓаволот не може да ги извојуваш само со немислење на тие лаги. Кога ќе дојдат лагите да кажеш не ги мислам тие лаги. Едноставно умот не работи така. Умот мора да мисли на нешто. Знаете, има еден интересен тест кој ќе ви кажам во следните 5 секунди не размислувајте за белите слонови. Едноставно во следните 5 секунди не може да не мислите сега на белите слонови. Барем дури да се кажувате сами на себе, не треба да мислам на белите слонови, тука се мислите. Умот мора да биде зафатен цело време со нешто. Така да само одбивање, да не се слушат лагите на сатаната не е доволно. Треба на нивното место да ставиме работи кои ни носат живот. Во тој случај, тука доаѓа писмото во кое треба да пребиваме и преку кој ние ги војуваме тие битки со ѓаволот и неговите лаги. Прибивањето во писмото нам ни помага да го спознаеме Бог. Познавајќи го Бог, нашето верување и визија за Бог е важна затоа што ние се оформуваме според таа визија. Ако нештото кое ние најмногу го обожаваме, го спознаваме, нашиот живот се оформува според таа визија. Почнува да се гради според тие елементи кои ние ги гледаме кај Бог. Ако Бог е добар, ако Бог е милостив, такви ќе бидеме и ние. Ако нашиот Бог е Зевс, кој прави сплетки и убива, такви ќе бидеме и ние. Читањето на Библијата не е толку за информирање, колку за духовно оформување. Прибивање во Божиот збор. Псалмот 1 кажува вака: блажен е оној човек што не оди на советот на безбожниците, не застанува на пат на грешници и не седи во друштво на развратници. Тој поминато време, вложена е енергија во погрешните нешта. Вели, туку му омилел законот Господов. Се мисли на Божјото писмо кое даде на човекот. И за законот негов дење и ноќе грижливо размислува. Каков е тој човек кој размислува, кој пребива во Божјиот збор, кој пребива во тие зборови кои Господ ги оставил на нас. Тој е како дрво посадено кај вода изворска, кој својот род го дава навреме и чиј лист не венее, и во се што прави напредува. Така да го замислуваме и животот.
Нашиот живот е како дрво кој ќе биде засадено. Многу важно е каде ќе го засадиме нашето дрво на животот. Каде ќе пребиваме? Дали ќе биде до потокот, каде што ќе има навреме вода, кој ќе дава плодови во вистинското време, кој ќе дава добри плодови, кој ќе живее добро. Тоа не е одлука само за еден ден, тоа е живот кој треба да го живееме. На тој начин, прибивање во Божите зборови, на некој начин ја менува и нашата неврологија, ја го менува нашиот мозок, затоа што мислите и идеите во кои престојуваме цело време не обликуваат нас кои ние всушност сме. Пребивањето во Божиот збор и молитвата нас ни даваат мисловни патокази по кои ние можеме вистински да го живееме живот во целост. И така како што вели Исус, ќе ја спознаете вистината и вистината ќе ве ослободи. И ќе имаме живот во полнота.